nešto konkretno. Добре ми дојдовте во новогодишното издание на Нешто конкретно. Велат дека новата година е за нови шанси, нови предизвици, нови одлуки, а јас се одбирам токму денеска да имам нови музички таленти. Со нив ќе позборуваме во однос на она што постојано се зборува дека порано музиката била многу подобра, порано музичките звезди знаеле да пеат со емоции и со душа, а денешниве се некако сакаат популарност или пак пари. На овие млади таленти ќе им дадам и различни предизвици и ќе слушнете како звучат и како одговараат на тие предизвици. А на крајот ќе донесете и одлука дали тие се новата музичка сила која што ќе донесе револуција во македонската музика. Еве ги моите гости. Таа е магистриран оперски пеач, но одлично котира и во поп музиката. Една е од членовите на битулското кабаре Голд Фелиција. Го има најнеобичното име на македонската сцена, но и најдолгите нозе – Полина Тасева. Тие се кумановци. Во нивните свирки ужива публиката ширум земјава, а дека одлично ќе им оди иако прават собствена музика, покажаа со својата песна на овогодинешниот Макфест – The Solution. Таа е млада, надежна и пеачка со извонреден глас. Имаше одличен настап на Макфест, но и впечатлив спот за кој се зборува. Која е незината цел и каде сака да стигне со музиката? Слушаме од Сања Тодоровиќ. Нова година не бива без хармоника. Тој има 25 години, македонски музичар и композитор, член на групата Dream Team и е вистински виртуоз на хармоника. Димитар Митровски. Дечки, добре ми дојдовте. Дали сте добри? Одлично. Супер. Расположени, распеани и подготвени да покажете дека вредите. Секогаш сме расположени за тоа. Така? Се потрудим. Ќе се потрудите, кажи вредиме, така се иде тоа, вредиме, него како, добро е. Ајде да и се представите на публиката, значи во однос на возраст, во однос на тоа не со што се занимавате, туку што мислите дали тоа што сте го постигнале до сега е задоволувачки. Ајде, Како Полина. викаат, секогаш нели може и повеќе. Но лека по лека кај мене бар така оди чекор по чекор. Но тој чекор да биде квалитетен, да биде со Ти со тие ногите долги, мислам, со чекорот кога ќе фатиш, прерипнуваш да три газам скали. квалитетно и добра ми успеа. Да, добра си. Можеме по три скали стварно. Ми се допаѓаат тоа твоите чекори. Фантастично. Добро, Сања? Ти колку години имаш? Еве, може би е некултурно прашувањето, ама затоа што мислам дека за вашите години одлично сте постигнале до сега. Тама работа не е проблем, 26 имам. Задоволувачки е тоа што го имам до сега постигнато, но дека може подобро и треба подобро и уште повеќе треба. Добро, окей. Димитар, ти? Јас имам 25 години и мислам дека секогаш можам подобро, но ајде, може да речам дека малце од малце сум задоволен. Малце од малце. Да. Димитар свири од 4 години хармоника. Од 3,5, 4. Од 3,5? И пази, и не знае дали е задоволен. Скромни сме. Нели многу сме Тоа скромни. мислам дека секогаш може и подобро. Добре. И за да имаш уште поголем успех, мислам дека треба да го практикуваме. Па требало да почнеш од една да свириш, Димитар. Некако првен почнем да свирам, после почнем да зборам и Така? Добро, ќе провериме. Таму, значи, го имаме Филип 1, Филип 2, Никола и Иван. Добро, ајде прво Филип 1, односно Геле. Да, Години прво? јас имам 24 години. Добро. Реакција добра. мислев дека сум 24 години имам. И јас пеам во нашата група The Solution и јас лично, ако зборувам само за успехот на бендот што постигна до сега, што постои, па прилично вака во ваков Слободно да си збориш на кумановски. На кумановски не, се трудим. Овакој. Во ваков состав сме 2 години отприлика, нешто така, малку повеќе тоа. И јас мислам дека сме барем на прав
на прав пат. На прав пут. Да, на прав пут. Такој да кажи си. Да. Не можеш да се ги изразиш чувствата ако Да, не си да, да. кажеш на собствен јазик. Тешко ми оди да се фалам сам себе. Така. Добро, еве момците ќе те пофалат, а вие кои што позади ти го чуваат грбот. Значи ти си пејачот, тие се свирачите позади, меѓутоа имате уште една пејачка, Да. така Ивана која што не е Ивана. тука. Момци ќе го пофалите прво Геле, а после и вас. Ако може. Така, ма, се кида дечкото, така да. Се кида, викам, така да супер е. Само јако. Јас сум Филип, 29 години имам. Исто така како што кажа Филип за бендот, мислам дека сме на прав пат барем. Има уште пред нас, на самиот почеток сме на целата работа, така да ќе се потрудиме да дадеме нешто ново и нешто онака баш што го чувствуваме, да го пренесеме низ музиката. Така забележителна беше вашата песна на Макфест, се одлично, потрудим. фантастично. Добро и слушам од секаде пофални зборови за тоа кога настапувате низ Македонија на свирките. Да. Се почесто има настапи, нели, надвор од Куманово. За сега беа, како што кажам, 2 години се... Али локал патриотизмот ви е на најако, значи тоа знам. Значи сум Така. слушнала, Си го сакаме, си го сакаме, да, да. така. Градот викаат Куманово, градот на Solution, така викаат. Да. Чекај, сега немој до толку. Немој на ваква фалба, значи каква песна ви иде да ми засвирите? Вака шо вака ви испофалив, а? Оу. Не си го продавај кој чифлико, да? Може таа македонска, може. Добро. До тебе е брат ти, Никола. Никола, Да, јас колку сум години имаш? Никола Стојковски, имам 21 година. Добро. Океј, те Јас кара сум- овој големија Филип? Да. Па да. Ако Најмлад сум од сите. Да. Дете, според со нив уште. Но да, ова е огромен успех до ова што постигнавме до сега. Мислам дека уште многу може да се постигне. Со труд, многу труд нормално. Но сепак сум задоволен, многу сум задоволен од ова постигнатото до сега. Одлично, Иван. Јас сум Иван, имам 25 години, тапанар во бендот. Да, и не знам за нашиот успех, до сега беше баш така полека, но мислам дека Макфест ни даде многу предиспозиции да напредуваме многу побрзо. Одлично, браво. Супер. Ми се допаѓа вашата самодоверба и тоа што не сте премногу нели она и задоволни од себе, дури и сте малку скромни, да знаете. Добро. Ама окей, постепено. Дали некој од вас има учествувано на некое надпреварувачко шоу? Така, Сања, какво е твоето искуство и дали во суштина надпреварувачките шоуа си вистинскиот правец кој што треба да го фатат, да речеме младите музичари за да успеат, или мислиш дека скалилото постепено е подобро? Ајде, какво е твоето искуство? Добро искуство имам, морам да признам дека е добро. Беше на? Малку повеќе стресно од што треба. На Звездите на Гранда? На Звезда Гранда, да, извини. На Звезда Гранда убаво искуство, реклама се, морам да признам, дека се слуша повеќе за твоето име и за твојот глас, за разлика од ако одиш по потешкиот пат што го збориме сите денеска. Меѓутоа е едно престресно искуство, морам да признам, и на Како младите да им потресена, така соопштам. идеш и вака се потресна. На младите морам да им соопштам што сакаат да се пријават, дека ќе треба да се спремат на стрес. Така? Многу голем. Кој е најстрешен од судиите? Во тоа време беше Карлеуша или не беше тоа? Карлеуша, да. Да, Да. она Првата ви- година ми беше мене Ѓорѓе Давид ментор, втората Карлеуша. Карлеуша не е толку страшна, морам да признам дека е прекрасна личност пред се и дека само е маска тоа што го носи за време на емисиите и воопшто генерално кога е пред камера. Значи, она е еден човек пред камера, а сосема друг човек позади камера. И морам да кажам дека е предобра. Бидејќи тоа е најчесто прашање што ми го поставуваат за Карлеуша. Не постои прашање, само да поставам прашање Не, дали... општо Добро, кажувам. дали е она исто така убава и на камера и позади камера или... Ако ви кажам дека е поубава и без шминка, ќе ми верувате ли? Не. Без шминка. Стварно? Искрено? Добро. Ако не. Не сум пристрасна бидејќи ми беше ментор, беше сепак е минато, ама така е. Добро. Си бил ти на некој надпревар по хармоника, нешто со некого се надпреварувал? Знам дека има Па такви. сум бил на многу надпревари поврзани со теоретските предмети во средно музичко училиште, така да не знам од прилика колку се, така да сум бил на Кажи многу. наградите колку се. Па ги немам изброено, само знам дека ајде да се пофалам самиот, значи сите надпревари биле со специјални награди или прва награда. Браво! Одлично. Вие нешто награди имате? Има време. Полина, ти? Јас
Бев, да, додека студирав надпревари со оперското пење. Не специјално, ама прво сум земала. Так, одлично. Сега Бев и во Русија на еден надпревар, веќе го споменам, руска романсијада. Преубаво искуство, спектакуларно место со многу пејачи, многу добри пејачи, многу нови познанства и за мене едно стварно убаво искуство. Одлично, добро е. Ајде сега веднаш да тргнеме напред извиците. Значи да ве чујат како пеете, како свирите. Ајде. Јас ве слушнав, знам колку вредите, ама гледачите. Значи овдека имам или се имиња на наши познати звезди или од Балканот, или пак станува збор за луѓе во специфична ситуација, да речеме некој положил за автомобил, некој се развел. Значи секој од вас ќе треба да се извлече по едно и да испее песна со која што ќе го фасцинира и дај Боже да заслужи и бакшиш. Може ли така? И бакшиш и бакне што и да е. Може така? Ќе пробате? Да. Ајде Полина, ти прва влечи и пеј, па после ќе Пододам таму или? ти подади, да, слободна, ама прво одиме што си извлекла тоа. Чекај да видиме. Ајде да видиме. Девојка која конечно се омажила. Шо песна? На девојката која конечно се омажила, ти ќе ја испееш. Леле. Момци, Што вие би ако било имате тоа, некоја што, ајде, конечно си отишла од дома. Да, и која Нешто е таа такво. песна? Која е таа песна? Помогнете ми. Помогнете момци, која Девојка песна? која конечно се омажила. Што ќе отсвириме? Никад се не враќај. Не си ја измислив, не знам. Има една оди не враќај се, мислам дека има или кажи. Па не знам. Која? Некако Оди не враќај се, има наша нека. има таа. Која песна. беше Оди таа? не враќај се. Има Па една сега таа зашто да би песна. се вратила дома ако конечно се омажила. Реално. Немаме песна? Не ни текст. Не ви текнува. Ај, може да се вратиме, да, ако не да... Добро, ајде, нека помисли, нека помисли. Добро, окей. Ајде, кажи, Геле, вашата песна која е? Што викат, за кого треба да пеете вие? Јас имам само еден збор тука, премиерот. Зау, на премиерот, што песна ќе му испеете за да ви дае бакшиш? Не си, ако е во Куманово може. Не си го продавај колје чифлика. За сегашниот премиер пееме или за овој стариот? За било кој. За сите ли? Дај да го слушнеме, ајде. Чифликот. Ајде? Па, за една капела ако може да испие. Ајде, може. Ајде, 3, нека држиме. 4 и ајде. Си го продавај колјот чифликот. Мама, не. Ти не можеш да ме придружуваш? Не. Ајде. Го продавај колјот. Чекај, ќе почне со... Ако може помош Ајде. малку. Значи, не си го продавај колјо чифликот, идеме цела екипа за премиерот. Нека фрли некој бакшиш. Да. Значи да се спремаме јако, Да се дечки, ајде на во еден гласите. Може ќе се вработиме. 3, 4, ајде. Велико, мама не ме дава колјот за тебе. Не си го продавај колјот чифликот. Мама не ме дава колјот за тебе. Помејани одиш колјо, ројно вино пиеш. Дома рано не си одиш да смиеш. По седници одиш коњо. Посет вино пиеш. Дома рано не си одиш да спиеш. Браво, одлично. Ова беше многу колегијално. Многу колегијално. Ајде, Димитар, ти што ќе ни отсвериш, односно на кого треба да му отсвериш? Частење за нова кола. За нова кола, шо песна? Сакам Не знам, вака мене прво што ми дојде на памет. Наздрави за љубов, наздрави за се. Ајде, наздрави за љубов, наздрави за кола. 3, 4, ајде. Наздрави за среќа. Ова го знам. Животот е еден и тој не вреден, ако не го живе. Сега. Не го живе. Браво, добро е. Со среќа нека си ја вози колата. Ајде, Сања, ти кај тебе шо вика? Ке мене е многу интересно. Што вика? Меланија Трамп. Ау, на Меланија Трамп, што песна ќе ја Значи, отпееш? Одма можам да кажам. Ајде, кажи. Изгледаш ми као
луткица из срца, опеглана ночу, опеглана танju, витрчици, чешличи, помадице, парфеми, baš je glupo biti zaljubljenu damu, pomalo si kao Dunja Samara, mirišeš bez veze i noću i danju. Ideme direktno na refren. Одлично. А Трамп би требало да иде со "Хочу да терам косу" као Здравко Чолович. Тука да и влимо коси да ти спијам. Да, добро е, одлично. Одлично, го поминавме првиот круг, така? Освен мојата, ама Освен твоето, наистина не ми текнува. Не ти текнува, ајде ќе оставиме за крај. Ајде, влечи уште еден круг, да, па како? Може. До крај да ги видиме сите. Подај го само шеширчето или капчето на Сања. Каролина. На Каролина, што ќе ја отпееш, што ќе ја отпеете за да ја фасцинирате? Доаѓа кај вас на настап. Mi ostavi мојата баба Da me pozdravi. Чекај. Svadbata koga ќе ја правиме, Од неја песна да нарачаме, живот мината замина. Добро, одлично. Ако Знаеме и некоја песма и од Каролина. Ако не може. Иако тука не ни е колешка што може малку повеќе да ни помогне во сферата на женски песни, а посебно и Каролина. Ама ако еве Каролина се нашла кај вас на настап, вие треба да ја фасцинирате, така да не била Ивана тука. Ајде Сања, кај тебе што има? Вие си извлековте, извлечете уште едно, добро? Пак е интересно. Што е кај тебе? Баба која оди во пензија. На бабата што оди во пензија, што песна ќе испееш? Па прво помислам на таа што одсвири Димитар, Наздрави за љубов, бидејќи Се старите потроши генерации таа, таа ја сакаат, да, ама бидејќи се потроши, што знам, стани моме да заиграш. Како ли ќе ја свати? Ајде ја испееме, стани момент да заиграш среќно пензионирање. Ајде. Стани моме да заиграш, да те гледам весел јас. Чифте чавче игриво, наше оро убаво. Чифте чавче игриво, Само да нема наше вештачки оро убаво. Тоа треба да внимаваме. Добро, окей. Нема цела песна да испее. Нема. Секако се шегувам. Игор Џамбазов. Игор Џамбазов, што ќе му отсвериш, Па види, Димитар? често знај да ме сподели на Инстаграм. На стори би му отсвирил нешто од моите композиции, што ги има Да веќе му отсвериш споделено. нешто од Ајде. твоите композиции. Земи го Полина, земи го капчето. Ајде, видиш како енергиите се спојуваат, па се привлекуваат работите, нели? Ако знаеме некој од Џамбазов да свириме заедно со хармоника верзија. Еве, он нека ја отсвири неговата што сака да ја отсвири и после можеме. Ајде. Замисли си почнал уште од прва година да свириш. Се гледа, нели? Ги даваш во прстите, одлично. Полина, ти сега имаш... Мене пак интересно. Александар Вучич. Александар Вучич, значи српскиот председател. Да, што да му испееме? Што да му испееме на него? Нешто за нас. Едно име имаме, во душата го носиме. За тебе живот даваме, о Македонијо. Ја Така да се знаат сите. Нека се знаат сите. Имаш и една Македонија. Имаш и една друга, Сања, која аце? Аце, што сигурно? Нешто не ли иде? Да, барем името да му одговори. Дај, запеј му ја. Ние за инат вака, за Македонија. Па уште да вртиме така, Снежи? Уште. Додека не се потрошат, да. Ги тестираме сите.
сите таленти за сите предизвици, да видиме што има. Не, само немој да ги враќате па после некој да има по две песни, не иде. Што вика? Геле, кај Јас ли? тебе? Па ајде. Заразен маж. Шо песна е на разведен маж? Една жена. Како? Ајде, ама сите сега да пеете. Ајде. Таа не е таа песна, али? Не, ова е... Која? Ајде. Ние живот една жена. Ајде. Може ли? Сите заедно? Ајде. 3-4, ајде. Ние живот една жена. Nije život jedna žena što si glavo zamišljena, još života ostalo je na suze moje. Nije život jedna žena što si glavo zamišljena, još života ostalo je Натраг сузе. moje. Добро е. Го развеселивте човекот. Добро е. Океј, ајде Полина, па ги се вратиме кај Сања. Председателката на државата. На председателката што ќе испее? Многу со председателе ми се пада. Па таква ти е енергијата. Што ќе испееме на нејзе? Не знам. Некоја има ли Гордана песна? Даде тоа, јас мислам, ама немах како за Гордан. Некој, ако знае некоја омилена македонска песна, ако има таа некоја. Ви текнува нешто? Не ви текна? За премиерот одма ви текна, за председателката не. Одиме следниот. Ајде, следниот помисли ти, до сега имаш два. Само мислам што не мислам. Ајде, Димитар тебе? Човек кој дал отказ. Да. Што ќе му одсвериш на човек што дал отказ? Одлазим. Од Плави оркестар. Кој одлазим? Одлазим са планете путувам. Моје име може ти е таа песна. Они не испеат? Ајде, пејте, одлазим. Помогнат, може се. Ако треба. 3-4, ајде. Откад си отишла, сам съм сузама, опет боли зарарана. Откад си отишла, сам съм сузама, ти си светло мога дана. Нису вајда дукати и негови поклони, neka tam od tebe meni odjeli. Ja sam ptica ranjiva, ti si mala tvrđava, ne vidim ti oči iza tvojih zidova. Odlazim, sa planete putujem, mjesec Otkazu se radujem. Браво, одлично. Ништо сега ќе треба да му даете предизвик на Димитар. Има уште или нема више? Има уште некој. Има уште некој, добро. Сања, ти? Харис Джиновиќ. Лелена Хариджиновиќ, што ќе му пееш? Што ги прави со Харис? Па, некоја негова песна за да го фасцинираш така или да му дадеш почит. Например, Рано. Рано? Ајде. Рано, рано, рано е за тугу, за среќу касно е. Ти што са другог љубиш, само ти крива си за све. Рано, рано, рано е за тугу, за среќу касно е. Ти што са другог љубиш, само ти крива си за све. Точно. И му се погоди на човеков, нели? За него беше и разводот и отказот и све беше за него. Да. Нешто, окей, добро, дајте му на Димитар, пошто он прескокна едно. Ајде, да видиме. Не стигна до него. Не, он нели ја предаде на вас, да. Ајде. Шо вика? Next time. Аха, на next time. Ајде. На next time шо ќе му отсвириш? Ја излезе Ѓури. Ајде.
Ова и за председателкава нека биде вака. И за Ѓурѓа. Не, Ќе се дополнам. Она се вика Гордана, ние Ѓурѓа си ја вика. Нека биде песнава за 20. Ајде, можеме. Сестроја, излези, Ѓурѓона пенџере. Ајна, излези, Ѓурѓона пенџере. Браво, одлично, добро е се извади, слушај. Уште ова што се омажило у последен момент, не ти ја просто, да знаеш. Добро, имаме уште некој таму? Ајде, уште Неќе едно. да се мажи сепак. Неќе да се маже, ја ќе ја вратат. Да видиме дали уште една народна ќе свириме. Ајде, видиме. Нешто како рокери се представуваме, али Не знам, сега не се знам што тоа јас. свириме тука беше се народна песна, народна по гледате, нов народа. правец, новата година, може ке затерате натаму. Да, Таму се парите. Ајде, таму се парите, вика Полина. Ти ми кажете, Сака ли ајде. никој уште некој? Што вика кај тебе? За кого Калиопи. трупи? За Калиопи? На Калиопи што? Нешто запно за Не мора, нели, сакав да ви кажам дека не мора да бидат ниту нивните песни, нели? Туку песна која што мислите дека ите ќе ги фасцинира. Сега те збуни. Сепак од неизвестнички. Ајде сега Джабе почнеме збориш, Снеже, имам ја план. и јас да побарам помош. Ајде. Од пријател, што Знам, може би отпеала мојата песна од Макфест. Тако? Браво, Би ми браво. начал коментарот. Ајде, ајде. Може само рефрен? Да. Ти остави ме и не жали ме, јас сум виновна што те посакав, а не требаше. Но знам ние многу можевме. Ти остави ме и не жали ме, јас сум виновна што те посакав, а не требаше. Но знам ние многу можевме. Браво, одлично, одлично, добро. Уште едно има или уште две има? Има уште две. Ајде. Кој ќе ги влече? Изречи си ги. Ајде. Значи ти едно и едно Ајде Полина. некој од вас да извлече. Ајде, некој од вас и едно за Полина, Си пошто. извадив добро. Да, не. Полина може да го Тоа да Полина можете да го транспортираме прочитате, ајде. Ова капчево на Дедо Брас. Да. Thank you. Леко е Можеш да ми опасно. го дадеш. Сашко Коца. Бе Сашко. Добри ли сме? Сашко. На Сашко Коцев, шо вили ке му испееш нешто или некој виц нека му кажат они? Да му кажат виц најбо. Да му кажете виц. Некој важен Кумановци, виц. некој виц. Кумановски некој виц да му Ама од мене кажете на поздрави. ево на Сашко Коцев и се падна. И поздравете го од мене со виц. Помогни со микрофонот, колега. Тој ви е за вицови кажувања, а? За микрофон Ајде. давање момент. Што прави Дедо Мраз со Ленир? Што правите тоа? Мери Крисмас. Може. Добро. Може. Ајде, окей. Добро. Прифаќаме тоа. И последното кај вас е? Кој што току му раскинала девојката. Епа. Сте се нашли ли во таква ситуација? Што он кажа да, он нека каже без. Кажи, шо песна се пее во тие моменти? Кучка неверна вајда. Кучка неверна ли? Давајте ја кучка неверна, ајде да слушнам. Ајде, братан. Како почи? Тапан Кучка неверна. Тапан би срце удира и да прости или да умира. Кој нема тој не окуси грчи перин посиле кисли постела жешка нек ти е а слава северна и ноќва ти ќе останеш кучка неверна.
Иване, појасно ли ти е сега? Полесно. Се поминува. Се поминуваат кога ќе се распееш и ќе се отпееш. Дечки, јас сум фасцинирана. Право да ви кажам. Оваа шо немажена, не остана немажена, ќе оставиме за крај. Добро. Сега да ве прашам на почеток. Си го најди. Ќе си го најде, Има а? надеж, има надеж. Има надеж уште, да. Никогаш Па не. добро, да може па и не е за пење. Може да и тоа е, што ви кажа. Не, едноставно не се пушта песната. Добро. Кога почнувавте вие дечки, што ви беше најмногу срам или што ви беше најмногу страв дека, не знам, ќе ви се случи на сцената? Сте си замислували ли нешто такво? Јас искрено не. Не? сум се замислувала Добро, ти дека ништо. уште од мала Да, си може би на заради сцена. тоа, не знам, од 5 години, 6 имав прв пат на сцена која застанав. Театар, беше тоа драмски театар. Играв Венди и некако дека од мали години на сцена во театар и не размислував после тоа понатака дали нешто би ми се случило што ќе се изненадам или не знам. Си викам ќе се снајдам па што и да е. Одлично, супер. Сања, ти? Исто јас имам такво искуство, слично од мали години што се вика. Мојот прв јавен настап беше на 5 години на Поточиња, со самата химна на Поточиња, детската што ја имам учество во таа песна. И знам само од моите родители дека не сум сакала да излезам на сцена кога сум видела колку луѓе има во публика. нормално. Така да тоа бил стравот и ден денес признам дека се уште имам трема дури на настап кога одам. Значи првите 2-3 песни сум обавезно под мала позитивна трема. Стравот од Се неуспех чувствува е во тука. твојот глас или да речеме ти трепаат дланки, се потиш? Не, ништо Тоа не се. внатрешно само, не го покажувам. Никој не може да примети. Така. Ама внатрешно има. Тоа е И одлично. стравот од неуспех кој претпоставам сите го имаме до некаде. Така, добро. Димитар, ти? Па искрено не можам да кажам дека од нешто сум се плашел, само едноставно од мал сум имал преголема желба да застанам на сцената и така да не можам ништо да избавам дека од тоа и тоа ми било страв да не ми се случи некогаш. Браво, па да, уште од мал. Што знае дете од страв на 3 години го пушташ? Не знае. Одличен си, добро. Филипка, и тебе шо беше? Ти беше срам? Или? Јас, кога почнав да се бавам со музика, јас вака бев многу срамежливо дете. Јас многу се срамев. Од се, збориме не само пеење, туку и да зборам пред луѓето и се губев константно. И на некој начин ми помогна ова бенд да поминам не сите тие треми и позитивни и негативни и сега мислам дека сите ќе се сложат колегиве тука дека кога излезеш и знаеш дека си ја навежал песната дома, Така. нема што може да те спречи. Ќе има малку трема, некој малку потење, али не е ништо. Ама добро, многу е убаво тоа што имаш нели и пејачка со тебе, односно да, двајца сте, па може да те покрие, а верувам дека и позадина момците кои што свират, тоа веројатно е многу И полесно. тие некогаш пеат. И Сега они се пеат. Добро, добро. На вас, момци, ви беше нешто срам или страв да се појавите прв пат? Или не? Искрено мене никогаш не сум имал трема, но секогаш го имам оној мал страв да не случајно не дојдат луѓе. Што никогаш се нема случајно, буквално никогаш се нема случајно, но секогаш ми е тој неко позадински некој ми држи страх. Да, дали Случајно да не биде празна салата, празнат локал. Се нема случајно до сега, така да. Тоа е многу оправдан Тоа кај страв. сите, мислам дека присутно. Да, тоа е. Да. Тука Така ви се- многу фактори има. Не е само до нас колку си ти добар како музичар, туку и дали е добар локалот, дали има некаква позадина. Маркетинг. Настанот дали е промовиран, да. Енергијата доаѓа од публиката. Во секој град е различна публиката. Не знам, бар јас кај што сум настапувала. Дефинитивно. Така, да. Сега кога одите по градовите, дали ви имате фиксна цена или да речеме различна цена е во различен град? По зависи од големината на градот, не знам, од таму куповната моќ или си имате една цена, па со таа одите. Како оди тоа, Полина? Една цена. Една цена си Да. имате, така? Сите е по истото или вие калкулирате малку? Ние како бенд, како Dream Team си имаме во секој град различна цена. Добро. А зошто е тоа така? Па генерално сме пример сите од Скопје. Јас сум од Битола, ама Скопје живеам и другите колеги се Кај живееш? Таму ти, од таму си. Што е тоа Битола? да и па зависи сега. Не ја даваме Битола. Оддалеченост од Скопје и си игра улога тоа. Аха, и тука ги стават и трошуците Превоз. веројатно Да, за точно. превозот, за тоа кој од каде доаѓа. Тоа е добар
Добра одлука, видиш, добра калкулација, па дали ќе идете на сабајле на вечер, дали треба доручек, ручек, ланч, па види, па има многу работи, да, има. Човече, цела Excel табела ви имате? Па мора да биде така. Да, И проби се наплаќаат. И проби се наплаќаат? Да. Видиш. Некогаш. Па да. Добро е, а во кабарето си имате фиксна цена, како со плата сте или сте по Да, настап? фиксно сме. И не исплаќаат, пример, секој различно, до душа, не е кај сите исто. Така, во зависно дали е нели зависно, да. главен... Да, ма во принцип сме со фиксно. Функционираме. Добро, окей. Сања, ти? Како си? Фиксно си тераш, ти нема кај тебе. А кај вас кој највише зима, па е? Петорицата. Во бенд сите еднакво зимаме Добро. и тоа никогаш не се е менувало, никогаш не е сменато. Сега за локаливе Само медуваме патни трошкови, реално. Да. Цена на бендот е фиксна и спрема потребата патните трошкови. за километражата не е нормално, се менува автоматски. А зависи тоа со какво возило одите? Па, Тоа не баш. Зависи со колку возила идеме. Колку возила? Со 6 возила ќе дојдеме, да се знае да се паркира. Комоција, нели, пази. Наравно. Сите бензин И посебно. практично да е нормално. Така да така. Има трема ако се вози со друг. Да дојде. Смета, клаустрофобичен. Гледаш ли? многу маки. Па добро си прашувам. Полина, има кај тебе една специфична ситуација затоа што ти си дипломиран оперски пејач, меѓутоа настапуваш нели на поп сцената. Дали чувствуваш некаков анимозитет од останатите колеги дека некако ја валкаш да речеме оперската професија? Со оглед на тоа дека и многу од моите колеги, многу еве неколку има сигурно што исто така пеат и поп музика. И мислам дека баш напротив се поддржуваме, Така? затоа што едноставно тоа е веќе способност или талент да можеш да го правиш едното и другото. Мислам дека не валкам затоа што кога пеам опера, пеам само опера, кога пеам поп, само поп, не ги мешам пример жанровите или нешто, ако тоа пример би изгледало така дека нешто се помешуваат работите, па за да звучи не во ред. Уште да те прашам за името Полина, знам дека сите те прашуваат, ама еве во оваа емисија никој Прашувате, не си па не знам кажал. дали точно ќе кажам. Ајде, Мајка ми ќе ме слуша и ќе рече не беше така. Не беше така, значи, од каде е името Полина? Дојран многу одамна се викал Полин, едно од имињата пред да стане Дојран се викал Полин. А ти си дојрана. Дојрана сум, Дојрана Полина. Митоа така викат Полина. Добро, значи од таму ти е името. Така што, иако го има и во Русија и Бугарија, еве да знаат гледачите дека и од тука има корен, не е само дека од тие земји. Одлично. Ова не сум го знаела. Браво. Супер и звучно и лесно се памети. Да. Колку значи името на бендот или името на самиот изведувач, па дури и нели некаков надимак доколку има, може да го направи популарен пејачот? Што викате вие? Или тоа нема врска? Знам дека некогаш и се ги менуваат имињата, ви текнува Дара Буба Мара, воопшто не е Дара Буба Мара, Па Мадона и други Леди Гага. Леди Гага не е, одлично, Мадона, да. Тоа што спомена и за Карлеуша, дека нели кога си приватно си еден, кога си на медиуми, кога си веќе јавна личност и во ред да имаш друга нели личност, како што и самата Бионсе нели кажува на сцена, сум друга, тука сум друга. Така што мислам дека е добро да има и препознатливо уметничко име, зашто да не? Добро. Според мене. Како е кај вас? Сања? Да, добро е, меѓутоа ако ти е името како име доволно звучно, на пример како твоето и препознатливо, нема ни потреба да ставиш, мислам дека плюс некое друго да го Ти пробаш. некогаш би го сменила, да речеме, ако ти дојде понуда да речеш некое друго име да ти стават, Сања Тодоровиќ Дсани, Сани да стар, не би. Никако. Никако, а? Не би. Моето име е кратко, Сања, и мислам Сања. дека е сосема доволно, нема Добро. потреба. Немам ниту надимак, ништо, Сања, 4 букви. Толку. Океј, ама Сања со се презимето одиш или одиш Со се презимето, со да. се презимето, добро. Одлично, кај вас кој го даде името на бендот? Ете го, Филип се јави. Тука е. Многу просто, као од момент као нели бенд да забавува луѓе, решение за забава, бендот, тој кој бенд, The Solution. Да Solution. Зашо не се викате решение? Па,
Добар ден, едно решение да ми даете. Музичко решение. Па решение за све. Решение за главоболка, за лошо расположение, за све решение. Супер и таа идеја. Не за ебе, за бабата, за сите. За сите решение, а solution за да звучи добро. Малку да звучи, нели, и помоќно звучи кога е solution добро. Универзално да биде. Да, добро. Димитар, Dream Teamот, тоа значи дека од почеток тоа е тимот кој што успева и кој што ги има најдобрите музичари внатре? Па да, јас сум генерално 3 години нов член во Dream Team. Тие постојат 25 години, сега на 29 ноември правевме концерт во Маната. Да и името кажува се, можам да кажам, за овој оркестар, да, внатре Ти ласка тоа кога те поканија да бидеш нивни член? Да, значи тие, ајде во мојот жанр, јас што свирам народна музика, значи биле бенд кои секогаш биле рангирани на првото место во нашата држава. Кажи ми како ти звучеше тоа кога ти задзвонеа за да ти се јават и да те поканат? Какво беше чувството? Па добив од Аце добив повик за кафе и подсвесно знаев за што станува збор, да, и ми беше чест и Тоа е како да те викнале да играш во NBA. Така ли? Да, точно. И ми е чест и задоволство што сум дел од таа екипа. Одлично. Ги поздравам сите од групата. Супер. А вие, дечки, од кого чекате повик, да речеме, си сонувате ли така да ми се јави овој, она би било... Некој продуцент одма нека се јави. Продуцент да се јави? Добро, одлично. Тука сум, ке се чујам. Приклучувам. Продуцент, а? Значи ти не би некој музичар или некој, да речеме, пеач колега, туку продуцент, вас, момци, некој менаџер да ве побара или вие сте си сами менаџери? Да, така би било убаво некој менаџер да не побара, така да се Менаџер? подружиме, да се договориме за работа. Да се јави менаџера? Добро. Искрено, јас лично не можам да кажам за бендот, али јас пред некој ден баш го спомнав овој муабет. Јас би сакал некоја песма од Кики Лесендрич да ми се јави. Имам песна за тебе, ако сакаш. Ево ти од мене нека оди. И тоа би мене направило многу среќен. Добро. Ајде, ќе треба да одиме на реклами, ама само да ве прашам, дали мислите дека е подобро да подигнете кредит за да направите дует со некој познат пеач или да подигнете кредит за да платите добар менаџер? Ко сме кај паричките во новата година, нели? Ако не заработиме доволно кредити. Ке земеме, па треба и за едното и за другото. Добро. Не, што мислите дека повеќе би ви се исплатело, нели? Да, тој дует некогаш може да биде многу значаен и да направи еден пресврт во целата кариера. Така што и тоа е добра идеја. Па може би од како ќе се испее тој дует, ќе се јави после менаџерот без кредит да викнам, да побарам. Добро. Ќе се исплати со хитот, ќе се исплати кредитот. Нека биде така. Одлично, Сања, ти? Кредитче некој да земеш за менаџер или за хитче? За хитче, дефинитивно. За хитче? За хитче. Како што кажа Полина, после се само си носи. Добро. Хитот, ако стане, само ако успее песната, ако стане хит, само си доаѓа се. И менаџери, настапи и така му и понуди. Димитар, ти ќе идеш со кредит или ќе одсвириш едно 3-4 свадби, не ти треба кредит? Во моментот немам потреба од кредит. Знаем, таму се парите, знам ја. Каде? Така да ако имам некаква желба со некој да снимам, ќе си покрием сами. Да, ете, добро е. Океј, вие момци, што ќе правите? Менаџеров или хитот? Хит. Вие хитот. Да не биде дека го повтараме сите исто, ама тоа е добро мислење, така мислам дека. Таа е формула по која. Да, она беше портпарол за сите, освен на Димитар кој што иде тоа све на свадби и на... Добро. Како? Добар тим сме. Да. Фантастичен. Dream Team. Нормално е ваков Dream Team. Тебе само не те прашав, исклучително, значи народна музика свириш или си се опробал и во класика и во забав? Па добро, класичната музика изучував во средно. Јас сум теоретичар, ама свирев пијано класична музика. И албумот Трет, сега што го работам, не е типично, не се композициите народни, тие сте со некои латино призвуци и мислам дека на публиката му звучи тоа интересно и поради таа причина се движам кон тој правец. Ја свириш и класична музика, пошто Па, така? Да, свирев на пијано, хармоника не, ама на пијано свирев, да.
Вие, момци, знаете да свирите уште некој инструмент освен гитарите, не? Ја само гитара. Добро, Јас Иван, ти? свирам. Што имаш таму ти, Иван, да свириш на тоа? Тоа како се вика тој инструмент? Кахон се вика тој инструмент, замена за тапани кога треба нешто да е така баш акустично. Замена за гајба. За гајба, рече, добро. Скапа гајба. Скапа гајба, многу. Скапите гајби, добро. Вие, девојки, знаете ништо да свирите? Не? Јас учев нижо музичко клавир, така што клавир свирам, исто така. Одлично, да идеме малку на реклами. Ако сакате да ги најавите рекламите со некоја песна слободно и после пак имам предизвици за вас да знаете. Ајмо една песна за реклами. Песна за реклама. Песна за реклами. Например. Джон Баз. Инструментал. Браво, реклами! Само нека прозвучи нешто конкретно. И еве се вративме после рекламите. Значи, момци, ајде сега песна за вовед во вториот дел од емисијава. Полека доаѓаш во мисливе на прошетка, иако за тебе јас воопшто не постојам. Најмила, љубена, душа си ми истопила, но залудно јас те освојувам. Љубов ти јас, стара фотографија и повторно. Јас и ти сме љубов, љубов ти јас, стара фотографија и повторно. Јас и ти сме ноќва заедно. Браво, ова беше Макфестовската песна. Браво, дечки, нека се множат и песните. Акустична верзија малку. Совршено Малку звучи се. поразлично. Нека се множат песните, да знаете дека сте на добар пат и сакам да слушам повеќе авторски песни. Ветувате? Ке има сигурно. Дефинитивно, значи 2025 ваша година. Наша година. Може така, На сите наредена. нас да биде година. На сите вас да биде, да не биде само да се остане на една. Полина веќе го крши мразот, тера по својот пат и добро и оди, така да, значи сите поред. Ти трет албум? Чекаме. Ајде третиот албум. Да не викнеш сите. Да. Може ли? Добро. Играме и таму играме. Може, да. Добро, смислили сега за таа невестава што се омажила? Цела емисија не ја оставам, да знаеш. Не, после ќе ти кажам. После ќе ми кажеш. Добро. Добро. Кој? Доста време Ерген оде, само мома ме стои. Само мома. Мома одев, да. Свирајте, дечки, може. Добро. Имам уште предизвици за вас, значи многу се интересни, напишани се на А4 формат. Значи, еве, делам тебе. Значи, зајди јасно сонце, ама во опера верзија, повели? Значи, ја имаш Македонија од меморија во народна верзија да ја одсвириш, повели? Кумановци, Бирлада, да ми ја преведете на кумановски и да ја отпеете. Од тук на там, добро? Само поделим го. Може. А Сања? Джингерлака джикица. Арно, ама забавна да ја направиш. Значи, ова е антологиска песна. И знаеш што? Еве, кога го извадив текстот, јас цело време мислев дека е Джингерлака джикица. Ама пишува Джингерлака джикица К. Значи, може да замислиш. Јас не сум го знаела во тој момент. Джикица К, да знаеш, добро. Гледаш Джикица К. Значи, тоа е многу битно. Да, добро. Може. Значи, не знам кој сака прв да почне. Вас, ако ви треба, драги, Google Translate. Покрај кумановскиот дијалект ке ни треба и Google Translate. Така ли? Малку се различен. Добро. Ајде, нека почне Полина. Можеш да почнеш веднаш, зајди? Или? Така што ти спремна си? Ајде, може. Полина, тука све е привилегирана. Ме седна намерно тука прво, јас прво Да. Добро, После значи... може да продолжиме со зајди, ако сакаш да ме пратиш. Да, може и тоа да направиме. Значи, Македонија од меморија, да слушнеме како звучи во народна верзија. Ќе ја пиеме само рефренот, ќе одиме?
Значи, кога си сами, тажно е се? Да, како исто како за некоја свадба, да. Треба Како за некој на свадба. Рефренот како почнуваше? Мелодијата е, бе. Кога си сам. Кога си саме почетокот. Добро е, браво, одлично звучи. Добро е, супер. Ајде да пробам јас. Зајди во опера верзија. Да, ајде. Сега оперски треба... Чекай. Ајде само. Ај, сама. Зајди, зајди, јасно, сонце, зајди, помрачи се, и ти, јасна, ле месечино, бегај, удави се. Полина, јас се најажи. Благодарам. Значи, песнава стварно Фала ви. уживање. Фала ти многу. Добра идеја да за да може би ја снимам понатак оперски. Да ја снимиш, да знаеш дека стварно е ижење. Благодарам. На вистина таа емоција точно се почувствува токму зашто е направена и песната. Браво, се извади све. Да. Све што имаш за се ти е просто. И за председателката и за невеста. Да. Ке идеме ли на джингерлака джикицак и кажи ми го воведот. Од каде ти е песнава тебе позната? Фан факт. Да, фан факт за Сања. Песната на која прво сум покажала интерес за музика и за ритм, сум била во Дубалце, значи не сум имала ни година дена. Така да ова е стварно вау момент. Дојди моја пиле, а? Чекай сега, мислиш мене е нешто заеднички. Ајде. Идеме бит. Тебе ке ти дадам, тебе ке ти дадам. Срцево од гради за тебе го вадам. Тебе ке ти дадам, тебе ке ти дадам. Се ке дадам, само усни да ти сладам. И дојди пиле, дојди моје пиле. Не знам зошто, од мене се скриле. Еј, ке пукнам, тебе да те видам, тебе да те видам. И цели ноќи со тебе да играм, со тебе да и играм. Па ова може да се направи, значи нов аранжман. Браво, секоја ми чест. Вау. Селесни предизвици. Нели? Ма, совршено, браво. Ова. Дирла да ја содам Скопјатина. Ајде, Мокумановци. Концентрација. Ајде. Ке треба да ја преведуваме real time. Реал тајм ќе пробаме да Ако пробајте или ако сакаш Може да ви ја текстот прв. преведуваме, ако сакате дел по дел да ја преведуваме. Ајде, како сакате, како ви е полесно? Деси се све пред 2-3 години. Сред големи горештине. Усенку ладно пиво пие смо. И разлику не праве смо. Крв у жилите ни вриеше. А очи како звезде светеа свада. И више ништо не се пиеше. На 300 нешта ните Ако може да реприза уште еднаш ќе Ајде, направите, ајде. да кажу дали ке ме разбере. Ток трепну сама ми прозборе. Да. Ми кажа не, а по грчки да. Одирла да. И најдобриот дел. Идемо. Дирла да, ја иду Скопје, а ти на да го виду мојуто Евгенију. Дирла да, ја иду Скопје, а ти на Само не знам, дај ке помири граници. Пројду границу. Тоа беше вежбање. Сега да ме видам во оригинална форма. Не, ушеднаш, ама те така навежбано. Ајде. Навежбано, ајде ушеднаш. Како бе? Ајде. Рефрен. Или рефренот, или првата строфа и рефренот, ајде.
Дирла да ја иду Скопје Атину, да го виду моју Евгенiju. Дирла да ја иду Скопје Атину, само не знам да ти го пројдам границу. Добро, не знам. Добри сте се признава. Браво, фантастично звучат. Одлично се снаоѓате. Добро, дечки, да ви давам подароци, може ли? Многу ми се допаднат. Значи, таму сум ги поделила, ќе си ги делите вие као група све, значи одам со подароците. Значи, прво, доаѓаат празници, мислам доаѓаат, веќе се празници, има слави, тоа некаде до крајот на јануарија баш кога се трошат и парите, пак ќе си правите по дома колачиња. Битно е дека изгледот не е важен, туку важно е колку е вкусна. Ова е проверен рецепт на Долчела, повели за тебе, ги имате и вие. Sara Fashion Home, значи дел од декорациите овде, кои што ни ги направи кај Романка Decorations, се од Sara Fashion Home. Еве, за тебе имаме новогодишно подароче, тука се две шолји. Благодариме на Sara Fashion Home. Повели. Mint Fintech групацијата, ако треба кредитче некој да знаете, можете да си земете, да. Повели. Па дечки, не одат празници и све без осоговски млечни производи, кашкавалчиња, сиренциња, значи све што треба да си къснете, да си пробате. Повели. Благодариме. За вас, девојките, имам од ЗАО мейкап козметика која што е природна, исто така ова се надополнува, значи од бамбус е комплетно, без вештачки додатоци, се е тоа природно. Повели? Подароци, благодарам. Да, овдека имаме едно панетоне. Значи кенди кои што се застапници на Алче Неро. Значи тука имате, да не го отварам сега или да го отварам да го пробаме. Чекај да го отварам да видам дали е цело. Оти цело е кога има се, знаеш. Чекај да го видиме. Ама го, вака кога ќе го направат, разбираш да немаш да го отвориш, да немаш да го видиш. Не, види го, еве го целото. Види. Браво. Да ме нахранам, за да имате сила и енергија, значи за новата 2025-та, повели. Чекайте, имам уште. А вие смислете ми песна за одјава и за вака богата трпеза и богати награди. Мислете? Еве, за осигурување, Mint. Одите по патишта, осигурувањето е многу важно. Значи, Ананас, Клик, Бум, Трас, си имате овдека еден код на кој што можете да си земете она што сакате. Значи, овдека имаме Urban Life 25% попуст, значи можете да си одберете или слушалки или друга урбана опрема. И ова е нешто ново, значи Оксизен, станува збор за хипербарична комора. Неа ја користат многу музичари во светот, сега е достапна и во Македонија, значи дишете чист кислород. Загадено е во државава, така да слободно дишете чист кислород, а бога ми е добро и за трезвење сега за нова година, да знаете. Така да еве, сите го имате. Мислам дека све ви поделив. Епа на здравје. Да. Епа ајде сега да ме почастите вие гратис некоја песна, бива ли? И да се одјавуваме. Ви благодарам многу што бевте мои гости. Сакам да ви ја честитам новата година. Сакам да ве гледам вака насмеани, среќни, со многу големи успеси, да создавате големи хитови и конечно да ја развиеме онаа шема дека само старото вреди. Има нови момци, нови девојки, нови дечки со нови песни и со нова енергија која што навистина вреда. Значи 2025 година сакам многу почесто вас да ве слушам и да ве гледам. Може? Фала ви уште еднаш. Идеме со песна. Среќна нова година и за вас се гледаме во следната епизода во 2025 година. Ајдемо! Ово сите да се придружиме во сик. Мислам дека сите ја знаеме, така да. Шарен предот солитери, струјот од тебе се мери, сите вела, ти си ледена. Тебе секогаш те гледам сама, шекерче во битна дама, баш си сладка, но и студена. Гледам с некој жив, по тебе само се крсти, и баш би сакал да те добро се прсти. Да. Јас не сум тип за авантури, ти ги раѓаш моите бури.
za mene ti, znaj si ledena. Ja sam samo to što na tebe se pali, ja sam to što ovo glava ti hvali. Tvoj pogled se mi znači, ke ti daram, topla duša, tvoj to srce ležno zrači, ke se sobi, ke me sluša i mi darim više neba, daj mi mesto pokraj sebe, ti si ono što mi treba, niko ne kako tebe. I ledena, i medena, i kakva da si, veruvaj mi, ke nema koji da te spasi. I ledena, i medena, i kakva Da bi svojano večerva, ke posakaš, da budeš moja. Браво! Фала ви, дечки, да сте ми живи и здрави. Браво! Фала ви. Srede soba visoko, jaka tam stoji, i jaka sa ti braćima što?